Жителите на неколку улици во Берово живеат во кал и дупки наместо на асфалт. Луѓето се жалат на нивните услови за живот, па за да можат да влезат во нивните домови, мораат да се снаоѓаат како можат и умеат. Со години се тука, без ништо да се промени како што велат. Остареле со кал. Многу досега им ветувале, но на виделина ништо нема. Тука е невозможно да поминете без чизми, кои се единствениот начин да не заглавите во калта и големите вирови кои ги има насекаде. Зоран Боболински е повратник од Америка, кој се преселил и инвестирал во градење на куќа токму во родниот град Берово, но и покрај плаќањето на сите давачки е револтиран од состојбата на неговата улица, бидејќи не може да влезе во својата куќа. Повратник сам од странство од Америка, таму бех околу 25 години. Реших тука си дојда да се снабда со кашичка, с това, ама ја купих каши, инвестирах, баджи, пари, ама тук не лажат. Улица да ќе направат, това, онова, кога дое избор е така е. После, додека само се подписаш. Еле, знаете вие, туа комшила, кој мора со чизмија се оди, не може каши да си влеземе. Не знам до кога ќе е така. Комунали се плащаме, даноци плащаме, струјарина плащаме, водарина плащаме, џубрарина плащаме. Јас не знам кој треба да го направи. Оно беше порано поарно, тампонирано беше, од комуналното тука в Берово дојдеа, раскопаа нешто канализација или правија, не знам. Са е кал до колена. Са е кал до колена, не може да влезеш кашчи, не знам кој треба и дека треба да се обрнеме, това да се направи еднаш за секогаш. Ја ви кажувам, 21 век да одиш по кал, чизми толка, дека кал до колена, да не сам ставил тука 2 бинара, не мога да си влеза в кашчи. Апелирам до градските власти, ако нешто може да преземат некоја мерка и за мене и за комшиите, нешто тука да поправите, бар да може да се живее. Ја гледа кал душите. Там е поиздавиш. Там па... Тешко ли се живее? Таман се тешко. Гледа каква кала. Да, тешко се движиме, нема убав изглед и не може да се користи како што треба. Па надаме се бе го направат, гледа надлежните, треба да се направат. Гледате и това нов. Само гледат, само се гледат. Туе е нон-стоп кал. Нема никош не се гледа, туе си вода извира, ја. Од товари туе, од трап. Нон-стоп си кал кугенас, не... Никош да не е било. Си земат си чизмите, доле пак лепаци, па не се мацаат, така излазат. И очекувам, че се направим, да ќе се направи. Кој знае? Ако ја направат, тарно очекувам. Уште полоша е состојбата на неколку улици во ромското мало во градот, каде условите за живот се навистина под сите стандарди. Како што велат граѓаните, овде не доаѓа ниту брза помош, ниту такси. Одењето негде за нив е привилегија. Сами гледате, овати патер не вреди. Не може да замине човек. Кал е, со години сме така. Не може да стапиме на нозе. Треба тој пат да се направи. Баре да се ошлюнче, да се трмбува, да се направи некој. Да може, ни кола може да замине, ни човек може да замине. Еден доже заврне тука, пропадне. Еден камион да замине, ќе пропадне, не може да го извлечат. Не може нити болничка кола може да дојде, нити доктор може да дојде, ништо ми. Това е мизерија голема. 21 век е. Това е срамота е. Де за на друго нешто ќе направат да се украде това оно, а за това не гледа на народот да се направи. За патот веќе од како знам јас како мал оваа населба и сега јас сум овде од 95 година, го гледате патот. Имавме доста случаи потреби од болнички интервенции кои болничарите не можеа да дојдат да стигнат на време. Така, во секои избори кои ни приоаѓаше и локални и државни парламентарни избори, секој ни ветуваше. Сега оставаме да видиме и оваа гарнатура каква ќе биде. Да се надеваме дека ќе биде нешто успех.
Освен кал, на една од улиците која се наоѓа кај филтер станицата, состојбата е уште полоша. Овде нема ниту вода, ниту канализација, па жителите мораат секојдневно да полнат вода за пиење и да сготват. Трошоците за живот тука се поголеми, велат жителите, па тие месечно трошат по 3 пара обувки за нивните деца, а се невработени. Лути се на институциите бидејќи ништо не се превзема да се подобри барем малку состојбата и покрај многуте ветувања за решавање на нивниот проблем. Ние сме с малечки деца, веќе на време на амбуланта дием, ние се уваме на такси, нема такси кој да дое тука. Кола нема. Мора да спадаме пешки до амбуланта. Не може да излегне по такси. Вика, не излази и там такси. При таксиња ние пешки одим. Дали по калище такова, опушчета носим доле, ние туа со чизми на надоле спадаме на амбулантата. Свет сме ли ние или стока сме ли? Ви живееме Во услови гледа како кал, вода, децата не може први прозот да им купиме обуш, секој взема по 3 пара прво обувчини, значи треба да купиме чевли, патики по 3 пара во годината ги мениме од патот и кал. До дека дојде пролетта 3 пара чевли пресипуваат децата. Срамота е. Гледаш по што се оди. Таа уличка треба да се направи заради и водоводот е туа. Филтер станица, да. Филтер станица треба да се направи, туа има деца што не може не складуват. Кога се распаднат со чизми до некаде, па там се пресобедят, па кај комшиите остават чизмите, па се пресобачат во други обуши. За да идат децата на школа. Остава ги патиките кај комшиите. Прво со чизми одат, кај сташе гледаш, одат до доле. Тука сме околу 15 каши. Градоначелникот обеча. Јас викам од обечање каши се не растура. Ако го направи, јарно, ако не го направи, нека гледа во што се живее. Кога им требат избори, дојдат, да има кај нозетчите мијат, а кога ни требат на нас, никаде ги нема. Това треба да го знаеме сите. Това е обичај, тоа веќе станало околу партиите. Па са, Гледа се стојбата која. гледај деца, гледај. Гледа децата со што мора да јат патиките. Ја гледат нови патики. Да немаш вода, децата си избанаш. Што се вика? Јас со стојбата гледам сами. За едно јадење иска да одиш од водоводот си до станицата се ноше вода да напочиш. Това е тоа. Такси да искаш, таксито да оди до почките. На вам не може да излезе. Не дай Боже некој се слоши туа. Без вода, без канализација да се живее. Јас не знам каква е таа држава, јас не знам. Овие избори, живот во Македонија. Како е тоа живот во Македонија? Џабе гласавме таму ние за Заев. Па што е тоа, бе? Доваѓаше министерот тука, сега ромскиот Аксел Ахмедовски, ни вика ништо тука, тешко, нема пари, нема ништо за вас е тука. И шо, ние, кај сме ние? Во Африка ли сме ние? Канализација и вода да нема, 21 век. Шо е тоа? Кал, да глацаме ние тука. А не, бе, тоа не е бивало и нема да биде. Да дојде некој да каже, да пита кој ка живее, каже оне каде е, ништо. Тоа не сме ни запослени да ви кажа. Да ви кажа тоа, ние сме запослени ништо. Ја го, со млеко и тоа ако донацијата дава од куњето, што зијаме. Това ли дава? Иначе ништо, никој ништо. Сите ни ветува, бидејќи ќе биде и тоа само со ветување се. Еве водоводот, тука, филтер станицата, а вода немаме ние. А си цел град пие вода од филтер станицата, а ние вода немаме. Како да живее без вода? Живее се 21 век. Не се повтара тоа 100 пати да го кажеме. Еднаш и толку треба да се реши. Едното од моите деца, машкото ми оперисано 2 пати на главата од циста на мозокот и нервниот систем. Ама се случува, има моменти, му се малку влошува состојбата. Јас кога треба да идам да го однесам на лекар, како хитен случај, да викнам такси. Такси мене овде не ми доаѓа. Минута е во прашање на човечки живот, а не па на детски живот. Јас сум една мајка и затоа барам за сите деца помош и за моите деца. Значи на нас ни треба прво здравие и пат. Зашто ни без вода
без сите екзистенции не бидува. Ние имаме деца, како сите луѓе, како сите пратеници, како сите што се луѓе. Значи, бараме да се помогне, да се направи пат овде. Овде има бебиња, има болни деца, има ученици. Во училиште ќе идат другарчињата ги срамат. Колку ние ќе можеме да потпреме со 3 пара чевли на само за зимно годишно време купуваме. Повеќе не можеме. Ние сме невработени. Тој ќе ни даде, оне ќе ни даде, не може се да ни даваат. Градоначалникот ни обеќа дека ќе стави барем тампон. Тампон. Ама овде ни тампон, ни ништо. Овде го крадат тампонот. Лично јас сум била кај градоначалникот и тој знае човекот. И дај Боже, ни рече дека ќе ни помогне. И не знам. Децата пак кои живеат тука се соочуваат со секојдневни тешкоти кои им представуваат проблем и во школото. Ние кога одиме на школото, нам ни се смеат другарчињата, бидејќи се правиме кал, бидејќи го правиме пот од кал. Ние одиме со чизми од овде до крајот на плачките и си ги пресобликуваме чизмите и обликуваме патики. Општинските власти главната пречка за решавање на овој проблем го гледаат во немањето пари во општинската каса, но и пречката на дадените улици кои се надвор од урбанистичкиот план. Градоначалникот Пекевски најави дека во текст се преговори за изработка на улицата пред џамијата во Берово, како и тампонирање на горенаведените улици со материјалот од чистење на коритото на реката Брегалница во новата одлука на Советот на општина Берово. Преговори сме изработка на проектна документација за изработка на улицата пред џамијата во Берово, значи како спојка меѓу улица Задарска и улица Младински кеј и секако согласно програмата уште неколку улици кои ќе бидат приоритет во нивна реконструкција. Секој пат приоритетот ќе се зема или значи ќе се приоритетот се утврдува врз основа на фреквентноста на улиците. Така да секако согласно законски, согласно можностите финансиски и програмата донесена, доколку има потреба може да се самата програма да претрпи промени во смисла да се внесат улици кои не се улицата, а во текот на годината би било обезбедени одредени финансиски извори од други донатори или од други извори на финансирање кои ќе возможат подобрување на патната мрежа и улиците во општина Берово. Дел од улиците кои подолго време во градот не се почнат ниту со градба, значи ниту се пробиени целосно, се наоѓа и се соочуваме со проблемот бидејќи се надвор од урбанистичкиот план. Секој од донаторите кои бара значи за да отпочне со реализација на одредена инфраструктура, дали патна мрежа, дали водоводна или канализациона мрежа или било каква мрежа, значи претходно бара прв предуслов е да истиот биде во опфатот на деталното урбанистички план. За жал, поголем дел од улиците за кои реагираат населението се надвор од опфатот и во моментот прво мора да изработиме детален урбанистички план за тој потек или за тој дел од градот, подостана да пристапиме кон нивно трасирање, нивна израда. Со одлука на Советот на општина Берово, значи утврдена одлука за чистење на коритото на река Брегалница, значи каде тој материјал согласно временските прилики, кога ќе биде овозможен да се чисти речното корито, ќе биде искористен за тампонирање на дел од тие улици кои во моментот навистина се во очевидно состојба, меѓутоа барем да ги доведеме во состојба да може граѓаните непречено користите да се движат. Но додека да се донесе урбанистичкиот план и да се најдат пари за да можат овие улици да се поправат, граѓаните во овие места и понатаму остануваат да се соочуваат со тешкотиите на најгорливиот проблем за нив – калта и желбата за живот како секој нормален граѓанин.